30% од младите во земјава сакаат да се иселат. Еден од факторите кои го кажуваат како причина е токму тоа, корупцијата. Во 2021 година младинската невработеност пак било 28,3%, но бил висок процентот на сиромаштија кај младите луѓе, или во бројка секој четврт млад човек во земјава се соочува со сиромаштија. Решението на проблемот се гледа во неопходната реформа на образованието, но младите од друга страна сакаат и флексибилно работно време, работа од дома и работа од далечина. За созданијата произлезени од вториот јавен настан за подигнување на јавната свест за проблемот со младинската невработеност во организација на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, ова утро разговараме токму со Бојан Кордалов, координатор на проектот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам многу за поканата. Бојан, корупцијата е една од жешките точки изминативе денови според истражувањата, една од причините поради кои младите ја напуштаат државата. Според многу истражувања е причина број 1, меѓутоа она што мора да се разбере е зошто е тоа така, или да се на едноставен начин тоа упрости. Знаете како кога младите луѓе уште кога се деца го слушаат проблемот како ќе се сместат и дали ќе се сместат во градинките, кои се начините да се стигне таму, кога слушаат дека треба да се употребат различни магични начини за да се стигне до одредени услуги и слично. Па се до тоа кога стануваат млади ентузијасти на своите факултети, кога треба да се соочат со одредени можеби коруптивни пракси, или на работното место кога сакаат да го сменат светот и им се вели почекај. Не е ова приоритет, затоа што за жал корупцијата го спречува тоа, или пак студентските домови кога изгледаат така како што изгледаат токму поради корупцијата. Не можеме да очекуваме друго освен за жал негативни трендови и иселувања. Многу е поголем проблемот што ние како повозрастни ги обвинуваме младите што се заминуваат, а не сакаме да го промениме општеството, и тоа е нешто кое што сакаме да го промениме. Властите на локално, централно ниво, организациите, сите, мора да работиме заедно за да ги смениме работите. Не да се обвинуваме кој е виновен. Се знае кој е виновен. Тој што го креираат, тие што го креираат системот и тие кои што не се бориме да се промени системот. Меѓутоа, ако ја префрламе вината на младите, секако тие ќе се заминуваат, а ние ќе останеме без потребната работна сила. Јас слушавме вашата гостинка претходно, која што се надева дека можеби зголемените плати, борбата со корупцијата ќе го намали недостатокот на работна сила, меѓутоа ако ги слушате компаниите генерално, ќе го видите истото. Нема луѓе затоа што младите се заминуваат. Бојан, дефинитивно и од вашето истражување повторно потврдивте, впрочем дека она што најмногу им пречи на младите во општеството е корупцијата. Колку меѓу младите, дали меѓу младите впрочем доволно се говори за корупцијата и колку постои атмосфера на нормализација на одредени коруптивни практики со кои што тие се соочуваат, како што споменавте, уште од образовниот систем, па понатаму и во текот на целиот живот? Да, ова е уште едно истражување. Ова го спроведува конкретно Младинскиот сојуз во соработка со регионални организации во рамки на европскиот проект каде што сработуваме. Според мојот впечаток се зборува многу од страна на младите и младите луѓе се спремни и волни да го менуваат општеството. Оние кои што ги спречуваме или кои што ги обесхрабруваме сме ние. И затоа мора да бидеме реални. Тоа не значи секој од нас. И тоа генерално секоја идеја, секој ентузијазам. Ние го завршуваме најчесто со тоа е. Тука работите не се смениле никогаш, нема ти да ги промениш, или единствениот начин да се замениш и така натаму. Значи, мора да разбереме дека поддршката која што треба да ја дадеме на младите луѓе зависи дали тие ќе останат тука. Друг начин нема. Јас на 41 година не можам да имам 19 или да имам 20. Тоа е сосема природно. Меѓутоа можам да бидам поддршка на тие луѓе за се што треба. Вклучително и во обидот да си ја бараат среќата и надвор од земјата. Меѓутоа, кај нас е тоа на ранг на вирус. Чи 90% веќе говори статистиката дека сакаат да си заменат државата. Тоа значи дека не се бира зошто. Туку едноставно нема причина. Самото завршување на факултет, некогаш и средно образование, ве тера да си одите. Тоа значи општеството креирало толку лоша слика, толку безнадежна слика што само хероите сме останали, или особено кај младите останали во земјава.
Во поглед на таа безнадежна слика, месеци наназад ни гостуваат различни профили на гости со кои пробуваме да одгатнеме која е причината поради која што немаме и голем број на млади кои се конкурентни на пазарот на трудот, и сите се едногласни. Велат реформа во образованието. Потребна е реформа во образованието, и со вас сме зборувале за тоа не знам колку пати, и на секој гостување ние немаме одговор. Туку немам барем јас впечаток дека никако се мрднува од мртва точка на оваа тема. Каков е вашиот впечаток? Ако ве зборуваме за последниот настан, со кој што е поводот. Тоа го посочија и учесниците на настанот. Така е, меѓутоа имавме еден прв настан беше во текот на летото, вториот е сега. И имавме овој пат Министерката за труд, која што најави флексибилно работно време, најави работа од дома, кои што се нешта што ги побараа младите на првиот настан. Најави, значи не е реализиран. Дали ќе се реализира, ќе видиме. Сакам да кажам дека има обид за некакви промени, меѓутоа одат преспоро. Мора да разбереме дека кај младите луѓе, затоа што сите сме биле млади. Сега веднаш. Сега и веднаш. И тоа е врлина, тоа е предност. Ние се трудиме тоа да го представиме како проблем. Зашто е проблем ако некоја млада личност сака веднаш да се реши проблемот во студентските домови? А ние сметаме дека тоа е процес. Не е процес, тоа се наоѓа компанија што ќе реновира, која што ќе работи на тоа, која што ќе опреми, ќе создаде услови. Може би е процес од една година. Ама не може да биде процес од децени наназад што не се случува. И ние велиме, немате трпение. Како да има некој трпение ако фекалии течат низ ходниците? Како да разбере дека ако некому дома му се случи тоа, веднаш повикува мајстор и не дозволува до таму да дојде. А ако е во наводници државно или колективно, каде што нашата иднина студира, учи, тогаш тоа трае со години. Нема разбирање за тоа и не треба да има разбирање. Така што работите има декларативни насоки дека се менуваат, меѓутоа за жал промените се преспори. И тоа е дополнителната причина зашто луѓето сакаат како млади да се заминат од земјата. Мораме да се бориме да ги задржиме. Како што спомени гостинката претходно, беше многу интересно како што се борат работодавачите, според неј се да ги задржат работниците, дупло повеќе треба да се бориме сите да ги задржиме младите, да ги мотивираме. Не можеме со сила никого да задржиме, но да ги мотивираме да вложат дел од своето време тука. На крајот ништата, Кристина, спомнавте ние колку пати сме зборувале во студиово за дигитализацијата, конкретно. Таа ја нема, ако доаѓаме на тема корупција, дигитализацијата е број еден кој што начин или алатка која што помага за справување со корупцијата. И тоа е уште еден доказ дека не ни се фокус младите, туку дека ни е фокус стравот дека ако нешто се промени, ние како возрастни, ова и многу поголеми генерации ќе се тргнеме на страна. Што не е точно. Да. Морам да кажам дека не е точно. Кој си има квалитети секогаш ќе биде на својата позиција и многу пати се докажало тоа. Так. Бојан, споменавме и во најавата, она што особено загрижува е дека во нашата држава е високи процентот на сиромаштија кај младите луѓе. Од прилика 27,3% или впрочем секој четврт млад човек во земјава се соочува со сиромаштија. 1/3 од корисниците на социјална помош се млади, и ако го имаме предвид тоа, се поставува прашањето зошто немаме акцијски план како да се гради квалитетен живот на младите луѓе во нашето општество и како би требал да се изгради истиот. Јас би ја проширил малку темата, ако ми дозволите. За жал, ние немаме практични планови за да ги промениме работите. Ние имаме стратегии како држава, дали на локално, дали на централно ниво. Градиме стратегии, градиме некакви планови кои што остануваат на хартија на крајот на кришта. И убаво звучат. Прво, Никола, убаво звучат, потоа што како што велите остануваат на хартија и едноставно никој не ги засукува ракавите, кога велам никој, велам за институциите, да тоа се спроведе. Ако вие имате проблем на 25, четвртина од младите луѓе кои што се сиромашни, треба да превземете нешто конкретно. Пример, на настанот беше најавено дека има обуки за квалификација, доквалификација, преквалификација, што е супер, ама тоа мора да го направите брзо и да го понудите на сите млади луѓе. Значи, вие имате 300-500 годишно, супер, дајте го на 50.000 како можност. Значи, менувајте ги брзо, работите и давајте шанса да се излегува од сиромаштија. За млад човек може многу брзо да стекне дигитални вештини, кај што почетна плата е 500 до 700 евра. Значи, вие, наместо за младите луѓе да им викате ти ја зголемив минималната плата, дајте им веднаш можност за преквалификација, со тоа за 6 месеци до година дена, ако завршат успешно, може да почнат со 700 евра почетна плата. Така се менуваат работите. И во контекст на поволностите или можностите кои што ги имаат младите, тие велат немаме можности. Министерката Тренчевска во еден наврат спомена
па и не се доволно информирани за можностите, затоа што според многу законски опции постојат, според кои што тие можат да направат свој бизнис или да конкурираат на пазарот на трудот. Имате впечаток дека од друга страна младите се борат доволно за себе? Апсолутно, но ќе ви кажам зошто тие не си доволно информирани, бидејќи ако ние под информираност денеска го мислиме тоа што за нас беше начин на информирање, ке младите не функционира. Так. Денеска на еден клик е се. Значи сега, знаете како, ако јас со она скролање на мобилен телефон како млад човек посетувам 10.000 страници на ден, да. Не можете да очекувате дека јас ќе барам некаде таму преку 7 долини мориња каде се наоѓа информацијата. Мора да ја пласирате информацијата на луѓето. Значи, да ја бараат, ние како консументи, како возрастни, ние вестите, онамо каде што ќе ни излезе, таму ги ловиме денеска. Освен на телевизијата како најмоќен медиум, на онлайн информирањето ги добиваме најчесто преку социјалните мрежи, преку агрегаторите, така се информираме. Многу голем процент вестите не наоѓаат нас, информациите, нас проти тоа ние да ги бараме, како што тоа било порано. Времето е сменето. Младите луѓе се вели имаат внимание од неколку секунди. Сите не имаме внимание од неколку секунди. И тоа е влијание од дигитализацијата. Дали е добро или лошо сме зборувале многу, но е реалност. И кога државна институција, локална институција гради стратегија, мора да знае дека мора да предвиди како да ги најде тие млади луѓе, односно тие за кои што е наменета информацијата. Најлесно е некогаш да кажеме дека нема доволно информирано, што е факт, но зошто е тоа така и како да го промениме, мора од институциите да почне. И Бојан, сосема легитимно тука се поставува и прашањето дали политичарите реализирајќи својата агенда забараваат конкретно на фокусот на важните теми, меѓу другото и на младите? Па, ако повторно доаѓаме до декларативно и реално, ако ги слушате говорите или ако ги читате програмите, ќе видите дека фокусот е навистина ставен и на младите. Мислам дека оние кои што се задолжени за млади луѓе, или оние кои што треба бидат задолжени, не го ставаат фокусот во својата област, како и за многу други работи. Ние сите некако ја бркаме општата, големата слика. Тоа се случува во институциите. Че мора да разбереме дека поддршката за еден млад човек денеска, за една млада личност, може да го промени општеството за 10 до 15 години, да го промени светот. Така што, според мене, треба многу помалце декларативно, многу помалце да се зборува, многу повеќе да се прави. Секоја институција, ако денеска даде шанса на 5 млади луѓе, одговори на барање, прими на волонтерство, прими на пракса, вклучи во некој процес, вклучи во консултација, даде шанса да променат нешто, Македонија за неколку години ќе биде многу ќе изгледа многу побаво и верувајте дека процентот од 90 нема да биде толку. И сега како во општество во кое што нема заедништво, да се согласат политичарите да седнат заедно на маса и да кажат ајде сега да се сложиме барем за младите? Има две опции. Првата опција е конечно институциите, тоа говорам институциите, говорам луѓе што се вработени внатре, платени со пари од сите граѓани, да станат на ниво на задачата и да почнат да работат, а не да чекат од политичарите да добиваат политички команди, тоа е по број 1. Под број 2, ќе чекаме вакви тимови, како што го најавува Американската амбасада и слично, кои што ќе покажат дека никој не е недопирлив, па тоаш политичарите да сватат дека се еднакви со граѓаните и дека треба да работат за луѓето тука. Така што тие се два начина, јас секогаш верувам дека свесноста треба да биде подобра, но еве, има и други механизми, па како и да е, целта треба да биде позитивна и на крај не да се постигне заедништво заради заедништво, туку заедништво заради приоритет, каде што ќе бидат ставени луѓето, особено младите. Да, и верувам, Бојан, ќе се согласите со мене, корупцијата, според сите оние истражувања кои што се направени досега и кај нас, но и генерално, може сериозно да намали довербата како во институциите, така во општествените процеси, но и генерално во меѓучовечките односи, што значи има сериозни импликации, пошироки импликации во целото општество. Апсолутно се сложувам. Мораме да разбереме дека корупцијата е нешто секојдневно и нешто кое што се одразува и се одликува со нефункционалност на системот. Значи, кога некој човек ќе каже не сум задоволен, не функционира, или чекам недела дена за документ, или не можам да дојдам предметот да ми се реши заради тоа и тоа, тоа е, можете како сакате го нарешите, на крај секојаш доаѓа до одреден тип на корупција. Дали некој побарал пари, дали некој побарал против услуга, дали некој не доаѓал на работа на време па се одложува предметот, а тоа е толерирано. Сето тоа на крај се сведува под корупција и под обесхрабрување на луѓето. Ако граѓаните немаат доверба во своите институции, потенцирам тоа се институции што ние ги плаќаме како луѓе,
тогаш вие немате држава која што може да оди напред. Имате разочарување, имате апатија, нормално е иселувањето. Ако имате иселување, кој ќе остане да работи? Да работи, да создава, меѓутоа и да ужива во убавините на земјата. Споминавте во еден наврат, сега имам 41 година и веќе доцна да размислувам за понатаму или и сега прашањето ми е пред 20 на години кога одлучувавте вие за животниот пат, не цвета розини во тоа општество во кое што растевме. Која беше причината поради која што вие останавте тука? А имавте можности? Апсолутно. И ден денеска. Ден денеска, фала Богу, значи има можности. Јас како човек сметам дека мене државата, че Македонија ми дала многу и сметам дека почнувајќи од здравствен систем, од образование, од можности за живот и работа, биле вложени. И јас растев како генерација со една парола дека младите се најважни. И јас го почувствував тоа. И почувствував потреба да вратам. И ден денеска чувствувам таа потреба да вратам преку поддршка во процесите кои што се случуваат, преку поддршка за луѓе, преку давање на еден тип на придонес. И тоа била секогаш главната причина што ме држала тука. Втората причина е што јас верувам во глобализација и во глобално општество. Не мислам дека ако сте во Скопје, сте помалце вредни отколку ако сте во некој западноевропски град, ниту пак мислам дека ако утре сте во Лондон, дека не можете да работите за целиот свет и дека не можете да придонесувате од далечина. Така што ова време денеска дигитално работа, јас сум се залагал и сум се трудел да го живеам од многу одамна. И третата работа секако заради тоа што многу работи ме врзувале тука. Меѓутоа никогаш не сум осудил никој, имам многу пријатели, многу блиски родни што ја бараале среќата и днината надвор. Меѓутоа верувам дека во исто време мора да разбереме дека каде и да сме, има начин како да се најдеме тука и да придонесе. И колку и да сакаме да сме оптимисти за сите промени и реформи, навистина е потребно и време, и пари, како во меѓувреме да им покажеме на младите дека навистина ни се најважни? Па, веројатно, ако ги ставиме на прво место, што да речеме, до сега многу ретко било случај. Најпоследниот испит кој што не го положивме беше ковид кризата, кога младите буквално ги затворивме дома и им рековме сега има да ќутите, да слушате, затоа што ако излезете, вие сте носители на зарази, на вируси, ќе не убиете. И вие сте виновни поради тоа што ние ќе се заразиме. Да. И сега, тој беше последниот испит кој што ние буквално, ако има петка на факултет, ние со кец го поминавме. И тоа на факултет. И мислам дека треба да ни биде поука, барем онаа максима која што јас ја слушав додека бев и дете и млад, дека децата и младите се на прво место, мора да ги ставиме. Ама вистински ги ставиме. Тоа значи жртва, во секоја смисла на зборот, тоа значи и храброст. Па ако го направиме тоа, ќе имаме систем во кој што младите ќе остануваат тука. А ако само декларативно зборуваме за некакви иднина, а при тоа гледаме само за себе, ќе биде вака како што е. Бојан, дефинитивно корупцијата останува еден од најголемите проблеми и предизвици со кои што меѓу другото се соочуваат и младите, и токму затоа решението треба да го бараме во градење на едно транспарентно општество кое што ќе може да се бори дефинитивно со корупцијата. Па, транспарентно општество под број 1, апсолутно, под број 2 дигитално транспарентно општество, заради тоа што не е доволно транспарентноста кај нас се поима како лична волја. Дали некој функционер, функционерка, дали некој локален функционер дава отчет или е отворен за јавноста. Значи, транспарентноста е процес и систем, кој што не смее да зависи од Кристина, од Никола, од Бојан или од никого. Значи, едноставно во 21 век, кога вие може да видите во Колорадо колку заболени од ковид има, или можете да видите не знам си каде какви можности за туризам има, вие да ги немате сите основни информации за вашите институции на локално и централно ниво е проблем. Вие да одите во посета некаква и да новинарките чекаат месеци за добијат информација колку пари се потрошени, јавни пари, тоа е систем кој што му недостасува транспарентност. Ние може да зборуваме дали е подобро сега, или пред 5 години, или пред 10, меѓутоа она што мора да го правиме е да разбереме дека транспарентноста е или целосна, или ја нема. Ако сакаме да бидеме отворени, ако сакаме да покажеме доверба, ако сакаме да покажеме борба со корупција, транспарентноста е број 1. А верувајте, транспарентноста е број 1 и во борба со дезинформација. Така што, пак ќе се вратиме со тоа што го зборувавме, дигитализацијата ни е често тема, споро оди. Споро се одвива, тоа на крајот значи дека волјата за транспарентност или за справување со корупцијата ни е многу помала.
И сега, ако ги ставиме и младите во целиот оној пакет, сите ние граѓаните, каков е впечатокот во однос на довербата кон институциите во моментов? Тоа го говорат и бројките. Тоа не е впечаток, тоа е... Како вовед во следниот разговор? Апсолутно. Тоа е, верувам дека ќе биде прекрасен разговор со председателката на антикорупцијска, која што навистина ја почитува. Многу сметам дека многу ги покренува, особено во подигање на јавна свест ваквите прашања. Фактите се тие, бројките се поразителни и ги гледаме во сите истражувања. Доверба нема во институциите. И има светли примери, меѓутоа не може да бидат светли примери. Мора да разбереме дека ако сакаме ги промениме работите, треба ги промениме веднаш со насока и со фокус на луѓето. Кај нас не се луѓето фокус, кај нас се фокус шефови, директори, функционери. Ние даваме услуги за граѓаните, а мериме задоволство дали нашите претпоставени се задоволни од услугите. Ма не е нашата услуга за директорот, за министерот, нашата услуга е за граѓанката. И тука треба да се фокусираме. Се тие ни даваат двојка, ние за тројка сме презадоволни од 1 до 5 на скалата некоја институција која ќе добие, а не разбираме дека тоа е навистина поразително. И еве го резултатот, повторно. За него ќе дискутираме и наредниве минути во Македонија наутро. Се надеваме на, како велите, сега и одма. Брзи реформи, бидејќи немаме време веќе за трошење. Денес младите дефинитивно живеат во инстант свет. Се надевам дека ти докажуваме колку ни значиш, Никола, во контекст на темава. Мислам дека секојдневно го правите тоа, апсолутно. Благодарам, Бојан, за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам за можност.